Во саботата започна да се асфалтира новиот пат во должина од 2800 метри, кој треба да ги поврзе селата Чеграни и Тумчевиште. Но по само 250 метри асфалтирање, работите ги стопираа жителите на гостиварското село Тумчевиште. Како што велат, не се против изградбата на новиот пат, туку реагираат на како што велат неисполнетото ветување на градоначалникот за проширување на патот од селото до автопатот Гостивар-Тетово и асфалтирање на селските улички. За овој пат е запозната и владата, Министерството за транспорт и врски, кој лично јас сум бил во агенцијата за патишта кај директорот Љупчо и заменикот директор Александар. Имаме доставено барање и молба за да дојде на лице место да види дека овој пат не ги исполнува условите за да се приклучи другава делница од патот. И тоа нас не е одобрено. Патот беше ставен во мирување, да не се гради додека не се направи, да се најдат средства за да се изгради до автопат горе. Меѓутоа градоначалникот Бејта како го прави, од кои средства, ние не знаеме, а лично сме биле и делегација кај градоначалникот, тој не обети дека ќе го стопират патот, нема да го асфалтират додека не се изнајдат средства за до автопат да се изгради. Ние денеска се собравме не против селаните од село Чеграни и од околните села, него се собравме да им кажеме дека не може патот што поврзува 12.000 становника од село Чегране, од Форино, од Неготино, од Добридол, да се спои со пат од 2 метара, затоа што може да настанат несакани последици. Во моментов, само 40 возила ја користат делницата од Тумчевиште до автопатот, а со поврзувањето ќе има поголемо оптоварување и нема да има можност сообраќајот да се одвива непречено. Па до сега од нашето село околу 40 возила има. А сега со овој пат која ќе се направи, ќе го користи околу 4000 возила. И шлепери, камиони, трактори од тука сите. Поради патарината ќе избегнуваат и ќе камионите ќе врват све по овој пат. Од локалната самоуправа денес без одговор на протестот кој го организираа жителите на Тумчевиште заради неисполнетите ветувања од градоначалникот за инфраструктурните зафати.